Пријавата е доставена на ден 26.3.2019 година. Подносител на пријавата е познат физичко лице, долгогодишен просветен работник, порано учител, а потоа универзитетски професор. Наводите во пријавата се однесуваат на поранешната и се уште актуелната состојба во Република Северна Македонија по однос на државната награда Свети Климент Охридски, која по правило треба да ја добиват учители и професори за свое долгогодишно стварување во областа на воспитанието и образованието. Меѓутоа, како што наведува подносителката, ова награда е најмалку достапна до учителите и професорите кои постигнале видни резултати во педагошката практика и теорија, наспроти што реално ја добиваат високи функционери, например ректори на универзитети, декани и така натаму. Како што нагласува подносителката, не е јасно како се определува статусот на кандидатот на добитник на ова награда или уште повеќе неговиот придонес во областа на воспитанието и образованието, а воедно наведува и дека целата постапка е нетранспарентна и кандидатите немаат право да знаат која е комисијата што одлучува и го дава предлогот до одборот за доделување на наградата. Подносителката напоменува дека висината на наградата е 4000 евра, иако конкретни наводи за коруптивни действија и за конкретни избрани или именувани лица не се посочени, јас предлагам да се отвори постапка и да се бара како примерок како се спроведува доделување на една ваква награда од отварање на конкурсот до донесување на одлуката, бидејќи на веб страната на универзитетот го има едно објаснување што е ова награда, го има конкурсот и го има одлуката. И подносителката со право се прашува како се спроведува и затоа поради транспарентност и уреденост на спроведување на една таква постапка предлагам да се отвори предмет и да се бара документација за еден примерок, например како била спроведена за 2018 година. Која доделува награда? Наградата ја доделува. Тоа е државна награда, се доделува од Влада на Република Северна Македонија, Министерство за култура.